Еве, почитувани гледачи, се наоѓаме на Макфест, 40-то издание, слави јубилеј, слави 4 децении постоење. Домања се наоѓа човекот кој што ја испеа песната токму на овој фестивал, насловена како Сонце во сонце. Во твоите коси. Не бе, сонце во... Не, како беше? Ајде сега. Сонце за три света. Браво! 5 поени. Браво, одлично. Мики Јовановски, Џафер, како се чувствувате денеска после толку години застанувате на оваа сцена? Имате кондиција, да, гледам. Вака или вака? Да. Честитам Макфест, честитам Штип, многу ги сакам сите штипјани, ги почитувам сите музичари овде. Пази, академија има, човек. Да, момци само излегуваат од Штип и си одат кон светот. Морам на организаторите исто така да им честитам. Не е лесно да го направиш. Им текне дури и за нас, и за мене. Благодарам и честитки, 40 години е премногу. Нека тераат уште 2 пати или 3 пати од тоа. Па еве. 2 пати не. Да. Еве да се потсетиме тогаш како изгледаше Макфест, тогашната сцена, тогашните доживувања кога сте биле дел од овој фестивал и сте ја отпеале токму оваа песна Сонце за три света. Некако слично вака, оваа сцена е преубава сега. Мислам, оваа имаше различни сцени, ја неколку пати настапував на Макфест со некои различни песни и Сонце за три света. Тогаш доби награда за интерпретација, јас, за текст кај Самарџиев, Ристо Самарџиев, и стана песна, најслушана песна меѓу два фестивали. Понатаму стана и во деценијата и во векот. И денеска се уште се пее и се слуша. Може би некои други цивилизации ќе. Што правите во моментот? Па во моментот, искрено да ви кажам, по дома или на... Не, во моментот знам дека сте тука во Домот на културата во Штип. Јас сум инфициран од музика, вежбам гитара, јас сум бивши бубњар, па басиста, па се свирев во текот на мојата кариера. Сега има некои нови песни, правам и се занесувам исто како она време. Да, потвенувате дома? Види, музичарите, пеачите или како сакаш, не губат кондиција како тенисерите, па да се повреди, па што знам, или кошаркарот да го фати обрачот. Не, ние може да тераме додека можеме, додека имаме во себе креација, знаеш. А македонскиот пеач и македонските музичари имаат многу во себе. Значи, јас стално напоменувам дека може да го покријат поширокиот дел од ова екс-југословенскиот простор, Балканот или како сакаш кажи, може и пошироко, сегде ги гледаме, сегде ги има. Знаеш, само не ги приметуваме. Треба повеќе да направиме за поединецот кој што е музичар, отиде негде на страна и успева. Знаеш. Како спортисти, нели? Спортиста ќе отиде, она знаеме тој дека за него. Па малци и за музичари. Со оглед на тоа дека гледам имате доста добра кондиција, дали еден ден ќе ве видиме на Макфест со некоја нова тема? Можда и јас се понудив и за оваа година. Директорот Роберт Садов рече дека е преполно. Тоа ми беше и задоволство дека има песни, има овака. Искрено да ви кажам, јас повеќе не сум толку за Сонце за три света, такви песни. Туку сте, са? Малце поведри, знаеш, онака. Исто така да бидат постручни блуз, знаеш, джези, да имам да учествуваат музичари кои што се значени кај нас, знаеш, да влезе фела која што е способна, нели? Макфест има во себе, држи, знаеш, на тежина музичка, меѓутоа мора да влезат луѓе кои што се, знаеш, на некој начин ги викаат оркестратори, кои што ќе направи песната. Продуценти, инструменталисти кои што ќе ја обогатат песната. Значи, далеко отиде светот, веќе знаеме, во секои популарни песни имаш и джез, и блуз, рок-н-рол, и што ќе биде, и тоа звучи прекрасно. Значи, ама таму се луѓе способни. Така и ние мораме да ги внесеме внатре, независно колку години има. И ваша порака за оние кои што еве застануваат на сцената помладите од вас и ваш лично коментар за денешна музика која што се
излегува од музичката индустрија? Па мислам дека тие мене треба нешто да ми порачаат. Доста ние им порачуваме, мислам толку се гледа, мислам светов е толку отворен, имаме се на дланка, така, седнеш, гледаш, лежиш, гледаш. Музикава е сегде околу нас, мислам не може да ни избега ништо од око, а младиве тоа го пратат, знаеш, многу добро знаат што е ритам, што е она кик блуз, кој што ги влече овие песни или басен дреймс, како ги викаат, се и се што ќе слушаш. Нешто наслушнав дека од вчера гледав Макфест и има, знаеш, дечки кои што и пеачки имиња, женски, јаки се и машките, да. Многу се јаки и тие може нас убаво да ни порачаат без да ни кажат, туку само да запеат.